Ете во чест на месецот на виното и на љубовта, повторно и материјалот кој што следи поточно линкот на кој што ние ова утро ја имаме нашата Бела. Ке било Бела, добро утро и ти посакувам пред се среќен празник, бидејќи љубовта е секогаш присутна околу тебе и се радувам што е така, но верувам дека имаш и многу нешта што да ни кажеш ова утро. Добро утро, Суза. Уште еднаш, јас имав еден обид, но не ми беше успешен, очигледно ве поздравив и тебе, Суза, колегите во режија и нашите почитувани гледачи. Секако за почеток и јас би сакала да го честитам денешниот празник, 14 февруари. Пред се празникот на христијаните, Свети Трифун, празникот, односно заштитникот на лозарите и градинарите, но секако би сакала да го честитам и празникот на сите оние кои што го празнуваат денот на влюбените. Во оваа прилика ние се вклучуваме заедно со Дени Младиновски од просториите на Себеслужувалка. За сите оние кои што можеби прв пат слушаат за Себеслужувалка, мал вовет од моја страна станува збор за предприемачки бизнис. Овие супер простории, домашни простории, ви нудат почитувани услуги кои што се однесуваат на психологијата или како што одовде знаат да речат, ајде заедно да ја дишеме психологијата. Психотерапевски услуги ви нудат од прилика десетина психолози кои што се лиценцирани психолози и се поделени на различни групи од различни области, по тоа Себеслужувалка се разликува од останатите. Суза, ова е една убава приказна, ќе речам, од произлезена од пандемијата. Всушност Себеслужувалка настанува точно во 2020 година, кога започнува пандемијата, па уште една убава приказна ни доаѓа токму од тој лош период. Ние во овие простори се наоѓаме токму со основачот, со сопственикот на Себеслужувалка. Драго ми и чест ми е што и вас, почитувани, ќе ве запознавам со магистар Тијана Ивановска, гешталт психотерапевт и психолог. Ви благодарам за гостопримството. Благодарам на вас за поканата. Тијана, за почеток и вас честитки за овој денешен празник. Што празнувате вие? Дали денеска ќе кренете чаша за љубовта? Па сигурно ќе наздравам со една чаша, бидејќи сум љубител на вино, секако во поглед на конзумација и дегустација, не во поглед на прекорачување на она што е во граници на нормалата. Одлично. Неслучајно сме овде денеска со вас. Од 6 до 11 февруари вие одржувавте одлична кампања која што се однесуваше на недела за подигање на свесноста за одговорно консумирање на алкохол во знакот на месецот на алкохолот, односно во знакот на месецот на виното. Кажете ми, која беше првичната идеја, како беше замислата за оваа недела, како се одвиваше и дали сте задоволни од резултатите? Па идејата беше да се представи нешто поразлично, бидејќи Себеслужувалка секогаш сака да ги представува содржините на иновативен начин и да зборуваме за теми што не се толку чести во секојдневието. Кампањата помина навистина одлично, многу сме задоволни од одзивот и она што се пласираше на медиумите, имаше доста споделувања, доста позитивни реакции. Идејата е дека културолошки ние некако сме врзани со алкохолот, бидејќи сме и големи производители на вино. Имаме големи области на Македонија кои што токму по тоа и живеат и заработуваат. Но да едноставно се осврнеме на таа една тенка линија помеѓу она што е здраво и она што е нездраво и да ја укажеме разликата, да луѓето едноставно научат да препознаваат што е едното, а што е другото. Кажите ми од психолошка гледна точка, дали сме одговорни како народ во консумирање на алкохол? Па не би можела да зборувам сега генерално за сите луѓе, но сметам дека често пати знаеме да го користиме алкохолот како еден начин да се анестезираме при болка, при тешки периоди, при претрпување на некакви загуби, а исто така знаеме и да претерано прославуваме, па да се доведеме до некои немили ситуации настани. Но сметам дека со глобализацијата се повеќе доаѓаме до информации, учиме, се едуцираме што е за нас здраво, до каде треба да одиме, така што мислам дека и како општество напредуваме во поглед на свесноста и на однесувањето. Колку луѓето кои што се соочуваат со проблемот алкохол, знаат и се свесни сами да додат и да побараат помош од вас, од стручна помош од психолог, или најчесто се соочувате со примери кога некој роднина, пријател ги носи. Знаат ли сами да побараат помош?
Понекогаш знаат, меѓутоа колку е пократок периодот на конзумирање, редовно конзумирање на алкохол, толку е поголема веројатноста дека ќе побараат помош сами. Колку подолго трае таа зависност, да кажеме, и колку повеќе заглавуваат во тој зачаран круг на некој начин, толку повеќе се појавува потреба да некој од нивните блиски реагира и да ги донесе на советување, со тоа што многу е важно да напоменеме дека за разлика од психијатриските установи, каде што може да бидат донесени и не по своја волја доколку е сериозна состојбата, на психолошко советување, на психотерапија не може да донесете некого кој не сака да дојде. Така што повторно е важно да има барем некоја минимална свестка и личноста дека е потребна промена за да може да дојде и да работи на себе и да од некаде почне. Бидејќи е месеци на љубовта, да не ја занемариме љубовта во оваа прилика, како се слави љубовта? Како се слави љубовта? Па мислам дека културолошки немаме некоја голема традиција на славење на Валентин, затоа што нели го славиме Трифун, кој што е за нас по традиционален, позначаен, попознат како празник. Меѓутоа, почесто зборуваме за љубовта, почесто зборуваме за партнерските релации и некако она што го забележав деновиве што се става и голем акцент на токсични релации, како да се препознаат токсични релации, се зборува за насилство во врските, нешто кое што е многу важно како тема да се зборува, така што мислам дека повторно преку едукација и преку ширење на свесност се дава значење на Валентин, повторно за добробит на сите ние кои што ги читаме тие содржини. Вие како себеслужувалка оваа недела ја посветувате на љубовта, така? Да, оваа недела ќе пишуваме за љубовта, бидејќи минатата пишувавме за виното, така што некако се потрудивме да ги инкорпорираме и двете страни. Ќе пишуваме за здрави релации, ќе пишуваме за тоа како се искажува љубов на здрав начин, што сметам дека е многу и повеќе од потребно на нашите простори, со цел да се подобрат квалитетите на врските, вклучително и брачните заедници. Се согласите со мене, лошо е кога ќе се замеша љубовта со алкохолот, со прекумерно количество на алкохол. Во тие ситуации, за жал, доаѓаме до лоши примери на излив на емоции, најголемите караници биваат така, доаѓа до физички пресметки, големи проблеми настануваат. Во знакот на љубовта и на виното, многу е важно да прокоментираме во овие моменти како да ги поминеме овој период, односно дали може таква љубов да се излечи откако ќе настане таква ситуација. Зборувам доколку дојде до алкохолизирана состојба на едниот партнер, настанат одредени зборови кои што се кажуваат тогаш и зборови кои што не ги мислиме можеби во моментот и така натаму. Се лечи ли таквата љубов? Зависи до партнерите пред се, затоа што алкохолот како супстанца најчесто го земаме во функција на потиснување, па онда кога ќе стигнеме до степен на пијанство, излегуваат од нас многу потиснати нешта, значи едноставно ја губиме контролата и во таква состојба дефинитивно може се да биде кажано, со тоа што јас стално ги поттикнувам партнерите да имаат меѓусебни правила на однесување, со цел да не се доведат до таква ситуација, затоа што во психологијата најкорисна е превенцијата. Секогаш викаме подобро да се спречи отколку да се лекува. Така што доколку јас добро го познавам мојот партнер и знам што е она што тој никогаш не би сакал да го слушне, би имала на ум дека без разлика на количината на алкохол што би ја испила, не би го направила тоа. Во поглед на физичките пресметки, повторно е јасно да се има е важно да се има една јасна граница до каде јас како човек можам да одам и кои се моите капацитети. Ако сум јас свесна дека постои некоја агресивна црта во мојот карактер, која што може да биде под одредени околности извадена на површина, важно е да совесно се однесувам и да се повлекувам од ситуации кои што тоа би ми го истакнале и би предизвикале поголема штета. На вашите социјални мрежи ќе ги поканеме гледачите да ја побараат и да ја заследат Сложувалка и на Инстаграм и на Фејсбук. Постојано споделувате креативни фотографии, секоја чест за тоа кој ги прави, може и тоа да ни кажете, бидејќи јас сум навистина фасцинирана колку креативно се направени. Меѓу сите тие најдов на парчиња кои што се посветени за оние кои што се однесуваат. Случајно или не, денеска е вторник, а вие велите вторник себе љубов. Тоа е вашиот знак. Не знам дали случајно се погоди така, токму денес
денеска да биде овој ден, па во продолжение би сакала да позборуваме за оние кои што денешниот ден ќе го поминат сами, но да молам Тијана како да им помогнеме да не се чувствуваат осамено на 14 февруари. Па, јас сум родена инаку во вторник и себе љубов ми миленото зборче од себе сложувалка, така што некако си го ставам кај што мене ми одговара поблиску до мене. Секако дека да, не секогаш среќата доаѓа во релација, доколку не ја имаме во себе, никогаш нема ни да дојде преку релација или преку партнер. И тоа е нешто кое што ние постојано го зборуваме и затоа и себе љубовта е еден концепт кој што многу го користиме на нашите социјални мрежи. Идејата е да едноставно јас најдам начин како да пронајдам љубов во себе, првенствено за себе, за да можам да бидам една, да кажеме, целина и да можам да се спојам со друга целина, за да изградиме нешто трето кое што ќе биде многу по комплексно и многу поубаво. Така што, ете да кажеме, дел од нашите стереотипи и митови е дека треба да ја најдеш својата втора половина. Не е идејата да најдеш својата половина, зашто ако најдеш половина, ти си половина. Идејата е да едноставно ти бидеш две половини, да бидеш едно цело, кое што ќе си најде уште една целина. Така што верувам дека оние кои што денеска се сами, проаѓаат низ еден период на бивање едно цело, односно зацелување. Многу убаво кажано. Немаме премногу време и само за крајот на овој разговор би сакала да го резимирам со тоа што секоја чест за вас лично како индивидуа, бидејќи вие сте иницијатор за основањето на себе сложувалка и за вашата несебичност да ги инволвирате вашите колеги психолози во целата оваа приказна. Само накусом мало представување ќе им ветам на гледачите во иднина дека повеќе ќе ги запознаеме со себе сложувалка. Зашто поточно станува збор куса представување за себе сложувалка ме молам? Па идејата беше да јас направам тим, бидејќи не сакам да работам сама, се сметам себе за човек кој што не е себичен и оваа работа не е работам од низ призма на профит, така да идејата е да голем дел од моите колеги кои што се релативно млади, едноставно видат дека постои простори во Македонија да се успее, да се работи по струка и да се биде задоволен. Тоа е нешто кое што не носеше како лајт мотив низ овие 3 години и се уште соодветно не води. Така што имаме вкупно 9 луѓе во тимот моментално, со тоа што имаме нов член, тоа е нашиот колега Марко Златковиќ, кој што е задолжен за нашите социјални мрежи. И кој што ни помогна да се поврзаме. Така што те му заблагодарувам на Марко за посветеноста во работењето. Инаку јас работам психотерапија со возрастни, најчесто работам со траума, бидејќи работам и со травматизирани групи на население. Потоа е мојот колега Никола Дуковски, кој што работи со дечиња, плетерапија над 4 години. Секако по потреба влегува и во улога на терапевт за возрастни, доколку тоа се бара. Неретко доаѓаат клиенти кои што се мажи, бараат маж терапевт, така што он влегува во улогата на маж терапевт. Мојата колешка Душица Цандова, која што работи во Мусала, инаку работи со така психотерапија со возрастни. Притом јас и таа заеднички работиме на организацијски развој, соработуваме со компании, бидејќи работиме во доменот на човечките ресурси, тоа е мојата магистратура. Колегите Анастасија Танева и Радица Вареловска се од Кавадарци, исто така гешталт психотерапевти. Колешката Анастасија е и психолог во училиште, работи со дечиња. Колешката Радица исто така и со деца и со возрастни. Колешката Никита Попова, таа исто така гешталт психотерапевт, работи со возрастни. Колешката Тамара Стојчевска, она е психодрама, го води тој дел. Колешката Елена Ставрова, која што работи преку онлайн сесии. И мислам дека тоа се сите членови на Ќе ги поздравиме сите. Мало, но убаво семејство сте вие како себе служболка. Благодарам Тијана уште еднаш за се. Само за крај една реченица за сите оние кои што ќе додат во себе служувалка на сесија. Себе служувалка одвојуваат 10% од секоја сесија и ги донираат за социјално загрозени лица. Почитувани, јас се надевам дека оваа успешна приказна произлезена од пандемијата разбуди нешто и кај вас и за самиот крај уште еднаш сакам да го честитам денешниот празник за сите оние кои што се заедно со програмата на Алфа.